секој ден нервозен. Луѓе мислат дека сум заљубен. Седам сам и мислам на тебе, а ти кој знае каде си. Секој ден бев до тебе, но ти не приметуваше. И сега кој крив да е, што ти не знаеш што со себе. Мислите и срцето се борат меѓу нас, но јас така не можам да живеам. Време да ти кажам како се чувствувам јас. Летам во облаци, шум ке го чујам твојот глас. Време да ти кажам колку ти прибавам јас. Знам дека има надеж за нова приказна. И веднаш ми евоцира спомени од последното гостување, исто оваа песна ја пеја и беше... И го промовиравме видеоспотот. Да. Добре ни дојдовте. Ивана, ама поздрав и за Иван и Никола, остатокот од екипата и вистина некој пат наши луѓе кажат лесен ви е денот, имате музика, често пати велиме секоја професија и занает и област има некои потешкоти, меѓутоа морам да кажам дека кога имаме музика, вистина може да кажеме дека денот не е убав. Како еден мој пријател кој што работи сосема друго поле и знае често пати да биде со некакви животни предизвици, ајде ќе се седнете вие во студија, ќе се слушате музика. Меѓутоа како и да е, ова е еден сегмент кој што нам ни прави едно уживање каде што... Не само нам, туку и на луѓето, тоа ни се покажало на публиката, кога ќе слушнеш вака во живо, отпеано од срце, така? Мило нешто можеме да помогнеме. Тоа сакавме да кажеме со Цеце. Ова е некако друго чувството. Да, нема ништо побаво кога ја користиме ние нашата платформа и сме во служба на нашата публика, нашиот народ, нашиот другар кој што е во моментот на Телма телевизија, ама нашиот кумановски бенд The Solution пристигна во утринска, се со цел да го испромовираме без нас. И мора да признам дека се повеќе се почитуваат луѓе. Да, ние сме некој пат велиме кавер бендови и така натаму, ама нема ништо подобро кога веќе се работи на авторска музика. Тоа значи дека творештвото ваше и потенцијалот веќе се гледа и е видлив. Нормално дека низ креација на ваше. Кавер музиката е тука да ни помогне нели да се издигнеме на некој, да, точно. И убаво е нели меѓу нас колегите да си ги пееме песните, зошто да не, така си ги промовираме взаемно. Ништо подобро. И прекрасно е нормално нели кога ќе тргне и работата и со авторската музика. Искрено... И кога се создава и креира на македонски јазик, а како видите пред малку и кога се пее на македонски јазик, чувството е уште позадоволувачки. Треба да им честитаме тази вратена Швајцарија. Да, тој ќе го со првиот настав годинава, вака поголем да речеме. Па можеш ли хубаво да ви почне годинава? Одлично. Ни помалку ни повеќе Швајцарија, што се случуваше таму? Кој град? Им кажеме на Шафхаузен. Шафхаузен. Така. Тоа е негде на северот горе на Швајцарија, испод Боданско езеро. Ова го знам благодарение на тетка ми и на нејзините познавања. Со географијата. Да, со географијата, али го видовме Боданско езеро, прекрасно е, мислам се што видовме. Тоа ќе дали прошетавте затоа што Швајцарија, нели? Прекрасно. Не знам дали прочитавте за информацијата дека не само Швајцарија, Цирих особено е назначен за еден од најважните градови за годинава. Така да. Ние бевме близко до Цирих. 30 минути од Цирих, така да. Следниот пат ќе одиме и во Цирих. Што се случуваше таму? Навистина, што пеевте, со каква публика се дружевте, како се случи генерално да имате баш ваков почеток на годината со настав таму? Беше прекрасно, можам со тоа да почнам, дека бевме пречекани како што не дека не очекувавме, нормално дека очекувавме дека ќе бидеме пречекани на одреден начин, но публиката, начинот на кој што реагираше публиката, се дружевме со многу луѓе од Балканот, точно, да. За домакините немаме ни зборови. Тој ваш пријател, ако не се лажам, кој што направи поврзување за да имате и соработник долги години, така што да, заминавме за Швајцарија, бевме многу топло пречекани, си поминавме прекрасно, можам да кажам. Публиката беше цел Балкан на едно. Да, апсолутно, суверен цел Балкан на едно. Највеќе македонци, реално, ама имаше и срби, босанци, и хрвати. Прекрасно. Да, рековме, миграцијата е присутна, меѓутоа да речеме добро е тоа што го споменавме со Цеци утрове кога Ива најавувавме за
турнеите кои што се случуваат кај голем дел од ваши колеги, наши пријатели музичари. Пајте да се најде нешто добро ако може во тоа иселување на нашиот народ. Поддршка и за тие луѓе. И добра забава или да не се заборави македонскиот јазик, значи да ги забавуваме. Веројатно е посебно чувството кога ќе можете во туѓа земја како велиш и ти да пееш и да зборуваш својот јазик, па и ти артистите да можат нели да буквално како дома не си дома. Да, не си дома, како дома се чувствуваш. За момент мислиш дека си во било кој локал из Македонија, буквално. Ако во минатото се сеќаваме некој доцни 90-ти почетокот нели на 2000-те беше и ретко да се слуша дека наш музички артист ќе замине туку така нели да речеме Германија, Австралија, тоа е сега денес редовно може и практика и лесно. И тоа е добро, свето што навистина станува една унифицирана би рекол музичка мапа и за вас, така што се надевам дека ова е почеток на годината. Со Цеца ја прашавме дали дел од ова можеби турнија, меѓутоа ова беше само настап. Само еден настап, да. Сега дека работите на авторска музика, да, меѓутоа дали работите можеби на таргетирање на други речеме дестинации европски каде што ќе имате можеби настап бидејќи со ова се отвараат полиња дека да се слушат сериозно може да со ова шанса се надеваме дека можеби некој ќе не чуе друг букинг агент и слично каде што би може да договориме нормално соработка не само во Швајцарија и било каде по пат. Како веќе имавме муабети од типот на прашувале луѓе. Имавме, да. Ситуација кај што прашуваат кај се што се. Ета колку чини за да свират и тие такви работи, кои што се позитивни во секој случај да можеме да излеземе повторно од границите. Драго ни е секогаш кога можеме да излеземе и да си ја промовираме музиката надвор од тука. Ретко се случува, но се надевам дека од тука натаму било која дестинација реално е. Се е добре дојде. Може да се пофајаме дека уште еднаш ќе одиме. Да, уствари, да. Веќе закажа се Веќе беше Шамхаузен ќе стане ваш. Кога ни стане втор дом. Па мислам дека 4 април. така нешто, да. Повторно ќе патуваме. Дали до тогаш подготвувате како бенд уште некоја нова песна, бидејќи годинава ви започна и со авторска музика, со креирање на синглови, со креирање на спотови, со настапи и така натака, така што верувам дека тој континуитет мора да се запази. Мора да одржуваме. Да. Тоа го збориме цело време, буквално си честитавме, дојде Филип, ни избушка сите, ајде честито песната, супер, кога пишуваме нова. Ајде нова мора. Мора. Во секој случај да се размислува зашто кога ни се отвори дизната сега за авторска музика и дури не држат и да кажам импресиите од сето тоа што ни се случува. Тоа е како некој ветар во грб кој што ти прави. И луѓето имаат повеќе очекувања. Се повеќе очекувања за Претпоставуваме дека веќе публиката сериозно го свати да се слушам бенд во намерите, затоа што знаеш кога веќе имаме 3 авторски сингл, тоа значи дека веќе со бенд кој што ќе слушаме авторска музика. Го зборам ова сега, еден убав пример беше и минатата година, убава календарска на концерти и кога бев на едно од последните мои концертни извидувања, за мене вистина бенд од детството и велам бенд кој што сите имаме нели животни предизвици со подеми падови, меѓутоа го гледам бендот Ареа и си велам бенд кој што конзистентен остана на сите да речеме влијанија, осцилации кои што сите ги имаме. Да не забораваме дека започна во едно многу друго време. Точно, да. Многу потешко време. Тешко време, можеби поприфатено за македонска музика во некој период. Многу потешко од сега. Од сега. За маркетинг, за настапи. Филип, кога ги забележав на сцена, си велам ова го сакам кај секој од нив. Сега веројатно нели некој пат препрека некоја пак ќе се откажеш. Меѓутоа мислам дека кај вас е поинаква методологијата на работа. Марко ме гледа со долга кариера. Прагматичен сум, дека сериозно, дека да се лушен ќе биде тука. Го гледам и јас тоа така, ета, ќе зборувам за себе од моја нано, мислам дека нема, да, не би сакале да се откажеме, целта ни беше од самиот старт пред многу време, тоа го зборувавме, да, дека веќе 9-10 години скоро како сме почнати со некаков процес на музицирање, нели, зборуваме како бенди, како состав, така што тоа ни беше целта од самиот почеток, да дојдеме до точка каде што ќе почнеме да пишуваме наша авторска музика. Нормално годините и искуствата што ги добиваме со текот на времето си значат многу за да знаеме што е паметно, како се прават песни, не е тоа едноставно и така што мислам дека се слушали сечи глас во бендот, затоа што кога зборуваме за бенд од повеќе луѓе, тоа се нели повеќе карактери.
И веројатно за да добро функционирате, тоа значи дека треба едни со други да се прифатите со сите доблести. Мора да има конзилиарно мислење. Мора да има компромиси. Најчесто зависиме од компромиси. Секој прави компромис нормално дека пет луѓе различни, пет различни глави Не би нормално. можеле за све да се сложиме точно. Нормално, Да, и тоа е на секојдневно ниво. Се ревидирање Али правење компромиси до сега е успешна работа за нас, очигледно, и само ги предложиме тоа да го работиме како што случај не можеме да треба. Да даваме разбереме максимум од сите нас, буквално. Но сепак се стремиме И сите да се кон гледа истото, веројатно визијата, целта која што сите имат. Една визија така има што- сите, само сега нели плюс минус Како некој да стигнеме до тоа? Се постигнува ли ве 5 луѓе, функционирате скоро 10 години како што ни сподели Ивана, меѓутоа претпоставам секој со настрана со своји други обврски, образование, работа и така натака. Колку жртва бара оваа работа која што вие сега ја работите, затоа што тука се и нокните часови во прашање. А естетиката е сериозна кога Да. гледаме како работи да Solution. Да. Не знам како би го формулирала тоа, мислам дека генерално примерно на сите ни е Доволно ова. бара за да биде примерно, Доволно така е, бара за да. да биде примерно и мислам дека тука најмногу се даваме. Сега тоа не значи дека не се даваме и во другите работи што ги правиме. Генерално ја и Филип сме со музика 24/7, тоа ни е и другата работа што ја работиме, он е професор, јас сум професорка, пеам и во хор. Другите колеги, Филип Те се и малце помодерни. Пред компјутери се Они се малце повише пред компјутери, да, добро и сакаат тоа, да програмираат, сакаат така што поласно, ние сме сите музичари, Пак ќе али кажам, тоа се неколку професии или неколку работи кои што бараат енергија. И нон-стоп. веројатно за да функционира добро еден бенд треба многу голема жртва од сите најчесто жртвата е спиењето. Значи си ги кратиш саатите на спиење и тука останува повеќе време за се останато, И да. патувањето, Како не, тие тоа работи. изискува енергија Имаме сериозно. пријател Вили нема спомени од спиење. Така веројатно. И вие функционирате или грото од музичарите. Да, па тоа е со тие ги има Само за ви занци немам по видено, интернет јас на ништо слика каде така што да- сите светла се Само легнеш, издасени, станеш како по музичарот 4 часа свети и тоа е. светлото. И како се функционира со помалку сон? Или тоа Тоа што е... видите то. Нема подочници, нема После некое памет. време се добре. навикнуваш на тие колку и да се саати спиење. Тоа е што е. Ако ви треба диагностика за спиење, имате тука луѓе кои што тоа долго веќе го прават. Повеќе од Треба повеќе од некојаш 10 години. заедничка емисија, да учиме едни од други. Не ме беса Па и како тоа е да не животот, спијат, мора да- спијат и да... Како со повеќе и како со помалку спиење. Се е до приоритетите во животот, кога некој ќе напраша како стануваме во 5:30 наутро, ние велиме приоритети, не знам, самата возбуда од денот што ќе донесе И од работата, и кога си ја работата. сакаш, а и вие кога си ја Мислам се го сакате елиминираат тие тоа. да речам нели такви некои Добро, ние знаеме некогаш во 5 по сабајле да се вратиме од некаде, но сепак, да, тоа е Значи кога тоа ви што имате го- добра ног, ние имаме добро утро. Тоа е тоа. Супер. Би сакал да го погледнеме малку фрагменти, колега Владче, без нас, тоа е и нели онаа појдовна точка Причината, ваша од да. ова година 2026 со оглед на тоа дека вистина ви е значителна и легитимна оваа медиумска турнеја за да ја промовираме авторската музика, бидејќи некој пат се прашувам ако не постоиме и ние Да. каде би се промовирале Не ние се спотовите. само Не е YouTube. само нели можеби тие социјални платформи кои што ги имаме, сепак нели естетиката на телевизијата си има и Да, посебна Одлична платформа е ова Не, за... супер Како не? можности има безкрајни Да. тука. Така за што да без можеме. нас може да го погледнеме само вака додека говориме, ова е последната песна, последниот видеозапис, нешто што Најсвежата. ќе биде дел од, се надеваме, претпоставам се постава прашањето дека веројатно се работи на албум, можеби. Но всушност И па Филип така Полека, рекол, да. кога нова? Така? Се, јас кажам кога нова, да. Само што завршила старата, кога нова? За некој брз период, можеби година до година и по да излезе цел албум. Да склопиме неколку Говориме песни. сега веќе за комплетирање на албум. Да, Браво. комплетираме. Би Сингл по сакале да сингл, го па да сработиме тоа до направиме. крај, во секој случај дека ќе излегуваат сингл 2, 3, зависи како ќе ни... Доста амбициозно тоа покрај тоа што ние нели Да, тераме деновиве тоа е, амбициозно е, ама ќе се потрудиме. Првата цел ни е Макфест ова година, дефинитивно. Тоа ќе ви го посака Макфест доживее една своја Дефинитивно. реинкарнација година. Да, тоа ни е првата поента, нели, мислим, да првиот не план се за прифати сега. песната за Макфест. А веќе ја работите или е готова? Или до прва... Почнавме со Финеси се работа, да, прашање, се пишува, украси. се уште е во процес на доработување, така што уште немаме финален производ, откако ќе имаме финален производ, тоа веќе се оди во студија, се снима
и тука веќе се останува нели да ни ја примат на конкурс и Ти, тоа е тоа. јас беше успешна платформа Макфест. Мојот колега од радио Горан ќе го поздравам, вели кога ги слушам да се слушам сега и со третиот сингл, слушам не само сериозен бенд, туку слушам конкретен бенд, значи веќе препознатливост. Веројатно тоа се гради нели чекор по чекор, претпоставам дека он по она што и спомнавте со Цеце, познати сте по тие моторок поп свирки кои што ги имате. И добро е што го имате тој сензибилитет, меѓутоа претпоставам дека тоа е сензибилитетот на рокот што ќе се задржи веројатно како едно културно јадро. Поп-рок бенд, него рок-поп. Тоа е окей. Значи од сега да знаеме рок. Повеќе логики. Тоа не е поента, тоа е звукот што го бараме. Рок вмешан со поп за да може да биде прифатен општо. Да. Ми се чини дека тоа никогаш не ни дошло на дневен ред, дали би сакале да свириме таква музика, мислам дека за музиката сме од сам старт. Знаеме како звук би сакале да донесеме на... Да. Преседани, тоа се знае. Тука нема никакви караници, апсолутно никакви, да. Консензусот прва. Да, точно. Ке не почистите со уште една песна, Филип? Ја не знаеш што сакав, ама во некоја следна прилика да вклучиме некој гледач ако сака и да има некоја музичка желба да го ствариме тоа. Не знам што не знам дали остваруваат музички желби. Добро, еве да речем нешто што ќе биде македонската музика. Добро, окей. Зашто не? Оставаме на вас. Макфестовска да си. Може ти. Авторска песна. Во пресред на новиот Макфест. Може, да. Таман. Да посакаме среќа. Dođeš во мисивена прошетка, иако за тебе јас воопшто не постоја. Намила, љубена, душа си ми стробила, но залудно јас те освојува. Љубов ти јас, стара фотографија и повторно, јас и ти сме љубов ти. Стара фотографија и повторно, јас и ти сме нодба заедно. Љубов ти јас, стара фотографија и повторно, јас и ти сме љубов ти јас, стара фотографија и повторно. Јас и ти сме ноќа заедно. Пријатели, да се слушам бенд утрова на утринска антилма, уште еднаш благодарност што допатувавте од Куманово утрово. Нека продолжи оваа медиумска турнеја, чекаме со нова музика. Чекайте за Куманово. Безбеден град функционира? Функционира. Добри сте на тоа поле? Да. Така е. Внимателно само да се вози. Бевме критични градови, Скопје, Тетово, Куманово, нека се ревидираат. Се навикнавме веќе готово тоа. Да ги следиме европските позитивни трендови. Правилата уште пред се. Нема да биде потешкотија со неприметна разлика. Да, апсолутно никаква. Ова е времето за вас. Уживајте го секој миг, меѓутоа денес на Телма телевизија го промовираме без нас, да се слушам новиот видео спот. Се навикнав на празни зборови, на тишина што ме куши. Во секој сон си тука ти, ама утрото ме руши. Не барам ништо, не ти должам јас, само мир во ној без нас. Во секој здивом се не има нас, а знамо да не е пораз. Без нас и светот ми е тесен без нас. Ни дишам, ни престанува без нас. Се што сум се губи, а ти не знаеш колку боли ова без нас. И onda mama zovem во место,
прилика. Нас во свет што нема прилика. Без нас светот ми е тесен, без нас не дишам ни престанува. Без нас се што сум се губи, а ти не знаеш колку боли ова. Без нас. Не си оди, се пак боли, светот кори. Без нас, без нас, и светот ми е тесен. Без нас не дишам ни престанува. Без нас се што сум се губи.